Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Гликерија, светиот маченик Александар, преподобните Јован, Евтими, Георги и Гаврил Иверски. Светата маченичка Гликерија ќерка била на некој гувернер од Рим. Станувајќи сирак по смртта на татка си, Гликерија се населила во Трајанопол во Тракија. Во времето на нечестивиот цар Антонин, Гликерија била изведена да му принесе жртва на идолот на Ди. Таа нацртала крст на своето чело, па кога царскиот наместник ја запрашал каде е низината лампада, Гликерија го покажала крстот на челото и рекла: "Ова е мојата лампада." По низината молитва, удрил гром во идолот и го раздробил на парчиња. Наместникот се разгневил и наредил та ја биеле и во самица ја фрлиле. И наместникот ја запечатил вратата на самицата, решен да ја умре девицата со глад. Но ангел Божји се јавувал на Гликерија и давал небесна храна. По извесно време, кога наместникот мислел дека маченицата завршила од гладта, ја отворил самицата и се зачудил кога ја видел здрава, светла и весела. Самичарот Лаодики, видувајќи го тоа чудо и самиот го исповедал Христа Господа и веднаш бил исечен. Потоа Гликерија била фрлена во огнена печка, но останала неповредена од огнот. Стоејќи на средина на огнот, таа го фалела Господа, споменувајќи го чудото на трите младенци во Вавилонската печка. Најпосле била фрлена пред лавови. Помолувајќи му се на Бога, оваа света девица му ја предала својата душа на Господа, за кого јуначки претрпела многу маки. Чесно пострадала во 177 година. Од низините мошти потекло целибно миро, со кое болните се лекувале од најтешки болести. Светиот маченик Александар, словен, 18-годишен војник во војската на царот Максимилијан. Одрекол по царската наредба да им оддаде почит на римските идоли, поради што бил предаден на капетанот Тиверијан, или да го советува да се одрече од Христа, или пак да го мачи и да го погуби. Бидејќи сите совети биле залудни, Тиверијан го зел со себе и го повел преку Македонија во Цариград, каде што и самиот по должност морал да оди. Во секое место младиот Александар бил остро мачен, но во секое место христијаните излегувале пред него, молејќи го за благослов и храбрејќи го во подвигот. По него одела мајка му Пименија. Во текот на ова патување на Александар, повеќе пати му се јавувал ангел Божји, блажејќи ги неговите маки и храбрејќи го. На едно место, викано Карусура, маченикот направил чудо со молитва. Имено, кога жетта му досадила нему и на војниците, што го придружувале, тој извадил извор ладна вода на суво место. На брегот на реката Ергина, Тиверијан наредил джелатот да го исече Александра и телото да му го фрли во водата. Кога джелатот замавнал над главата Александрова, видел ангел Божји наоколу, се уплашил и раката сама му се спуштила. Александар го запрашал зошто му опаднала раката, а тој рекол дека гледа некои светли момчиња околу него. Желен за смрт и соединение со Господа, Александар му се помолил на Бога да отстапат ангелите за джелатот да не се плаши. И така джелатот ја завршил својата работа во 298 година. Пименија го извадила телото на својот син и честно го погребала. Имало многу исцеленија на гробот на маченикот. По смртта маченикот и се јавил на својата мајка и го навестил нејзиниот скорешен премин во другиот свет.
преподобните Јован, Евтими, Георги и Гаврил Иверски. Основатели се на познатиот Иверски манастир во Светагора. Свети Јован се подвизувал најпрво во лаврата на Свети Атанаси, а потоа основал свој манастир Ивер. Се упокоил во 998 година. Евтими и Георги го превеле Светото писмо на грузиски јазик. Евтими се упокоил во 1028, а Георги во 1066 година. Гаврил се удостоил да ја прифати чудотворната икона на Божјата мајка, која по морето дошла во манастирот.